Со повеќе од половина милион евра европски пари, општина Виница ќе ги подобрува условите за живот на ромското население. Одобрени се 3 големи проекти, чија имплементација ќе оди чекор по чекор. Ние како општина аплициравме со 3 проекти и ние добивме средства во висина од 535.000 денари, од кои што општина Виница учествува со 13.000 евра. Трите проекти се воглавно се однесуваат за ромското население, како главен проект кој што го аплициравме е донесување на детален урбанистички план за блок 18, кој што ќе ги опфати повеќе од 1600 жители кои што живеат во ромската населба во нашиот град. Исто така за најранливите категории на 22 куќи ќе бидат целосно или делумно покриени од страна на овој проект, кој што ќе ги реновираме, и 177 објекти кои што имаат поднесено за легализација за детален урбанистички план, како општина и заедно со средствата кои што ни ги одобри Европската комисија ќе бидат реализирани, ќе бидат подмирени и платени од наша страна. Меѓутоа, ние разговаравме и за повеќе состојби во нашата општина, конкретно како е начинот и животот пред се за ромското население во општина Виница, каде што дадовме една целосна или поголема слика, какви се условите и на кој начин ромите кои што живеат во нашиот град можат да учествуваат и да партиципираат во целиот овој систем, пред се во делот на образовниот систем. Овој проект е со важност 2,5 години, бидејќи знаеме дека најголем проект проблем ќе имаме во делот на донесување на детален урбанистички план, бидејќи знаејќи ја состојбата во нашето ромско мало и градењето на објекти кои што не се согласно законот, затоа ќе имаме малку поголем проблем во тој дел, меѓутоа останатите 2 проекти можеме веднаш да почнеме со реализација. Во таа насока беше и посетата на главниот координатор во Европската комисија за инклузија на ромите во Брисел, Марта Гардиев Фидалго, да се види состојбата со ромите пред и по завршувањето на овие проекти. Сакавме да посетиме Виница, да се сретнеме со градоначалникот, бидејќи имаме доста европски проекти тука што се спроведуваат и секако да се запознаеме со работата што се случува овде во однос на интеграцијата на ромите. Има 3 проекти со кои што се случуваат во општината, меѓутоа исто така научи дека она што вие го правите овде во Виница може да се користи како пример за другите општини. Мислам дека исто градоначалникот има доста да каже за тоа што дава добри и позитивни резултати за инклузијата на ромите и кој е тој пристап што донесува добри резултати. Скоро ќе почнеме со реализација на 2 проекти, еден ќе биде за стипендии за ромските деца, тоа е на ниво на целата држава. Исто така и проект кој се значи за подобрување на that will have a scholarship component but also renovation of buildings, and I will have the pleasure to see the situation on the ground before starting and after the completion. Овие проекти ќе се реализираат со поддршка на Ромскиот ресурсен центар, невладината организација Селим од Италија и општина Виница како грант од европските фондови од програмата за годишни акции во Македонија во рамките на инструментот за предпристапна помош ИПА 2 за поддршка на социјалната инклузија на ромите.